Ако конфликтот на Блискиот Исток не заврши брзо, цената на горивата ќе скокната, тоа може да влијае врз вкупната економија во земјава, коментираат за телевизија 24 енергетски експерти. Според професорот Константин Димитров, клучно за тоа е дали ќе се затвори Ормудскиот теснец преку кој се транспортира 1/5 од светското снабдување со нафта, но и дали Иран може да ги нападне неколкуте огромни нафтени компании на Блискиот Исток и на оѓалиштата за нафта во Саудиска Арабија. Она што земјава го има на располагање се државните резерви на нафта, кои служат токму за вакви ситуации, коментира Димитров. Војната ќе предизвика покачување на цената на горивата ако не се прекине брзо. Македонија не е изолирана бидејќи не произведува за себе нафта, туку исто како и цела Европа купува. Сепак ние не трошиме премногу нафта за производство на струја. Најмногу ќе почувствуваат возачите, бидејќи ќе поскапи горивото за возилата. Нас ќе не погоди бидејќи имаме многу фирми кои се занимаваат со транспорт. Ако се зголеми цената на гасот, бидејќи е во силна корелација со нафтата, тогаш ќе почувствува економијата во земјава. Извори со кои контактираше телевизија 24 велат дека во цената на нафтата која регулаторот ја одредува има два клучни компоненти: движењето на берзанските цени и односот меѓу доларот и денарот, а дополнително влијание има и акцизата. Во време на енергетската криза пред неколку години, кога дизелот надмина 100 денари за литар, владата ја намали акцизата со цел да го ублажи ценовниот шок. На прашањето дали тој механизам и сега е на располагање во случај на нова криза, од владата нема конкретен одговор. Владата ја следи состојбата и сите надлежни институции ќе постапуваат соодветно. Дополнително, председателот на владата ќе присуствува на седница на Советот за безбедност на која ќе се разгледаат актуелните случувања. Во меѓувреме, ескалацијата на конфликтот предизвикува сериозна загриженост на глобалните пазари. Аналитичарите предупредуваат дека цената на нафтата може да достигне од 100 до 120 долари по барел, односно доколку дојде до трајно затворање на Ормудскиот теснец низ кој поминува околу 20% од светските количини на нафта. Дел од експертите оценуваат дека не е потребно целосно прекинување на транспортот за цените нагло да скокнат. Доволни се зголемените ризици, повисоките трошоци за осигурување и пренасочувањето на танкерите. Во услови на поширок конфликт што би ја зафатил нафтената инфраструктура во регионот, економистите предупредуваат дека не е исклучено ново силно инфлаторно цунами со глобални последици.